По кривичната пријава од вчера денеска на пресконференција излегува од општинската организација на СДСМ Штип. Оттаму велат дека додека истражните органи работат на случајот, Јорданов треба да одговори на низ за прашања. Штипската јавност веќе подолго време е добро информирана за ова бесрамна малверзација, за инволвираните во неа и за главниот нарачател. Затоа се залудни вчерашните обиди на Тошковски да го испере Иван Јорданов, со изјава дадена доцна во ноќта. Дали Иван Јорданов се обидува така лесно да ги пушти низ вода извршителите на неговите наредби и да ја спаси сопствената кожа? Првите луѓе околу Јорданов се дугуша заглавени во криминали. Каде и да се заврати, Иван Јорданов е во центар на криминалот. Нема да успее да глуми светец, етикетата криминалец самиот си ја залепи. Градоначалникот Јорданов во писмено соопштение потенцираше дека јавноста треба да знаат и пријавата иницирана од негова страна, а се работи за период пред тој да седне во градоначалничката фотелја. Штом СДСМ во јавноста шири паушални констатации, не ја почитува презумпцијата на невиност, потребно е јавноста да биде запозната и со следново. Јас како градоначалник ја иницирав пријавата и случајот во полиција. Зошто тоа претходно никој не го направил, имајќи во предвид дека се работи за период пред јас да станам градоначалник. Единствен функционер кој е опфатен со кривичната пријава е поранешниот секретар на градоначалникот на општина Штип Благој Бочварски, а во моментов негова лична советничка. И ако истражуваме кој дали ја оштетил општината, тогаш најзасегната е функционерката на СДСМ, која имала најголеми ингеренции во донесувањето на одлуки при вршење на предметните дејствија. Најдобро е СДСМ да си погледне во своите редови, затоа што показалецот на кривичната пријава е насочен директно кон нив, стои во писмениот одговор испратен од страна на градоначалникот Јорданов.